Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во овој период од годината децата се постојано настинати или болни. Растечен нос, кашлица, болка во грлото, покачена температура. Родителите се прашуваат што може да направат за да го зајакнат нивниот имунитет. Честите настинки се причина педиатрите да препишат имуностимулатори. Родителите пак од друга страна сака да знаат за какви препарати станува збор и имат ли навистина корист ваквите третмани. Исто така понекогаш и на здрави деца им се даваат сиропи за подобрување, за зајакнување на имунитетот, за да ги совладаат есенските и зимските вирусни инфекции. Можат ли да се користат имуностимулаторите безгрижно? Дали се можеби мед со две острици, покрај тоа што ќе има одреден бенефит од нив, може ли да дојде до некакви нарушувања на детскиот имунолошки систем? Нова тема денеска ќе разговараме со професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од Институтот за семејна медицина. Останете на Телма, следува блок реклами, а веднаш потоа разговор кој што ќе донесе навистина корисни информации за вас. Фармацевските компании развија голем број производи кои што овозможуваат да се активира имунолошкиот систем и со поголема сила да се бори против микроорганизмите кај децата. Дали имуностимулаторите треба да се даваат во детска возраст? Ќе ја запрашаме денешната гостинка, која што е со мене во студиото на Телма, професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од катедрата за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, добар ден и поздрав до гледачите. Се надевам дека темата ќе биде интересна, затоа што сме веќе во период кога има навистина многу инфекции, посебно и децата кои што посетуваат и градинка и школа. Сега е овај период на интензивни вирусни инфекции, така да доста често интензивни, професорке. Доста често. Па веројатно ја викам дека после ковидов имавме едно затишје. Некако и вирусите се притаија. Освен ковид, изминативе 2 години немаше други инфекции реално, меѓутоа и децата беа и дома, и заштитени, и не се изложуваа на контакти, така да очигледно дека сега кога повторно се вратија во нормален живот, се поосетливи кон инфекциите, а и самите вируси и бактерии на некој начин можеби и станаа малце поагресивни. Па доста често и разбелуваат. Кашлици упорни, болка во грлото, една настинка, еден вирус, следната недела. Сите родители сега се соочени со дилемата што да направат, да дадат ли нешто за да се подобри имунитетот кај нивното дете, но ќе стигнеме до тоа прашање, ќе започнеме од тоа како се развива детскиот имунитет кога бебето ќе се роди. Има ли некаква имунолошка одбрана, сопствена? Има, реално има сопствена, секако дека детето се раѓа со сите имунолошки органи кои што функционално не се развиени. И затоа велиме првите години од животот на детето е период кога созрева имунолошкиот систем. И како во функција, во можност да се брани од инфекции, меѓутоа и како созревање на самите органи. Тука е важна улогата на мајката, фактички, да речам, уште интраутерино она предава некои заштитни антитела кои што бебето го чуваа, да речеме, во оној прв критичен период од 4 до 6 месеци, додека не почне самиот организам да создава собствени антитела. Многу важно во овој период е доењето. Доењето не е само од аспект на хранливоста за детето, меѓутоа содржи голем дел на фактори кои што го стимулираат имунолошкиот развој од една страна, а од друга страна и го штитат детскиот организам од инфекции во тој период. Ниедно вештачко млеко, можеби најприближно по составот е на мајчиното млеко, меѓутоа овој дел во поглед на заштита не го има постигнато. И затоа е многу важно, барем во првата година, децата да се дојат. Тоа е влог во еден добар развој на имунолошкиот систем од една страна, а од друга страна и заштита на
детскиот организам во првата година од разболување од тие инфекции кои што се најчести во тој период. Трета компонента, многу важна, тоа е вакцинацијата. Гледаме дека сега со ковидот падна вакцинацијата, офатот со вакцинација. Родителите многу често и ги одложуваат вакцините или не ги вакцинираат своите деца. И вакцините имаат важен удел во развојот, во созревањето на имунолошкиот одговор. Има студии кои што дефинитивно потврдиле дека невакцинираните деца многу поспоро им созрева имунолошкиот систем во однос на тие деца кои што редовно се вакцинираат. Од друга страна, со вакцините, детето прима вакцини за оние инфекции кои што се најчести во овој период. И посебно во првите 2 години, па и еден добар имунолошки систем не може, се уште не е доволно зрел да се справи со тие инфекции. Тоа е хемофилусот, тоа е пнеумококот, ротавирусот е тука, тука се и другите, тетанусот, дифтеријата, хепатит Б, тоа се болести кои што навистина овие вакцини не само специфичниот имунитет за овие болести што го поттикнуваат и го бранат, но и генерално целиот имунолошки систем на детето побрзо созрева во однос на тие кои што не се вакцинираат. И затоа е важно да не се одложуваат вакцините, туку токму во овој период кога имунолошки не е зрело детето да се справува со инфекции, да ги прими вакцините. Секако правилната исхрана, чистиот воздух, живееме, Скопје е загаден град, аерозагадувањето се знае дека е еден од факторите кои влијае не само на белите дробови, на целокупното здравје, меѓутоа и на имунолошкиот систем и на созревањето, пушењето, изложеноста на децата на димот на цигари. Све за тоа некои фактори и правилната исхрана, да не ја заборавиме. Најбалансиран начин на внесување на сите минерали, витамини и се она што е потребно за да созре имунолошкиот систем и правилно се развие, се обезбедуваат со една правилна, урамнотежена исхрана. Тоа се тие фактори на кои што можат сите родители да влијаат и да обезбедат една здрава средина, да за да созре на стекнатиот имунитет кај на детето, развивањето на имунолошкиот систем. А на вродениот може ли да се влие на некаков начин? За жал, на вродениот не. Вродениот е тој кој што постојат ретки се тие вродени генетски заболувања, каде што одредени делови на имунолошкиот систем не функционираат и може да се манифестираат со одредени болести и симптоми, некој порано, некој покасно, во зависност од тоа колку е сериозно засегнат имунолошкиот систем. Ако е сериозно засегнат, дури и во првиот месец после раѓање може да се манифестира со инфекции, пред се инфекции. Меѓутоа, ако одредени системи послабо се, да речеме, многу е чест ИГА дефицитот, кој што дури и 2/3 од тие лица немаат никакви симптоми, меѓутоа тој може многу покасно да се манифестира со чести настинки, чести респираторни инфекции. Не мора веднаш во првата година од животот, првите години да се манифестира. Професорке, зошто вела децата да не се чуваат под стакленот звоно ако сакаме да има добар имунитет? Дали претераната хигиена на вистина го нарушува имунолошкиот одговор? Не го нарушува имунолошкиот одговор, меѓутоа таа ние што ја викаме тивка имунизација на детскиот организам. Првите години од животот кога созрева имунолошкиот систем е важно да детето постепено се запознава со бактериите, со вирусите, тоа што го опкружува. Различно е кога и во едно семејство ќе има еден од родителите ако е настинат, често пати детето не мора да се разболи. Меѓутоа, доаѓа во контакт, се запознава со тој вирус, со таа бактерија и на тој начин го тренира, го учи својот имунолошки систем да создаде имунитет за таа бактерија. Ние знаеме дека секој вирус или бактерија има голем број на подсоеви, така да треба на некој начин организмот да ги запознае сите тие, за да
утре кога ќе дојде во контакт со некој од тие вируси или бактерии, да може веднаш имунолошкиот систем да се активира и тоа што запамтил, тоа што сме го истренирале, да изреагира и многу брзо за ден-два да изреагира и да се смират симптомите и да се разболе. Ние знаеме зашто велиме најчесто респираторните инфекции се кратко траат. 2, 3, 4 дена обично траат, поминуваат симптомите, до 7 до 10 дена поминуваат. Тоа е тоа. Организмот на некој начин веднаш се ги активира сите делови од својот имунолошки систем, не секогаш оној највисоко специфичен имун систем, понекогаш е доволно и онај неспецифичен. Неутрофилите, леукоцитите, често пати родителите ќе речат моето дете има многу високи леукоцити. Тоа е првата одбрана на организмот и од вирус и од бактерија. И ги покачува детето за да се справи со инфекцијата. Ако го реши проблемот со инфекција, тогаш не мора наредните делови од имунолошкиот систем да се активираат. Така да има некоја контрола на јачината на имунолошкиот одговор, да не биде па прекумерна активација на имунолошкиот систем на секоја инфекција. Треба да биде уравнотежено. Уравнотежено. Но еве професорке, сега можеме да видиме дека децата се болни со температура по 6, по 7, 8 дена горато температура. Значи ли тоа дека им е намален, паднат им е имунолошкиот систем? Или едноставно одредени вируси? Одредени вируси, ја би рекла да. Одредени вируси знаат, значи ние велиме во просек респираторните инфекции идат со температура 3 до 4 дена. После тоа паѓа температурата е позитивен одговор на организмот, затоа што при покачена температура сите овие имунолошки механизми се активираат побрзо. И обично после тоа, полека уште недела дена, останатите симптоми што се појавуваат, дали е тоа течење нос, каштица, се смируваат. И толку е, 10 до 14 дена, најчесто, да речем, симптомите исчезнуваат. И после нова инфекција ќе се појави. Но има некои вируси кои што знаат да идат со подолготрајна температура. Не е само температурата параметар кој што треба да не плаши и да речеме температурата трае повеќе од 4 дена и нешто прави компликации, суперинфекции. Општата состојба на детето. Значи, наблюдувањето на другите симптоми, дали има влошување на симптомите, другите симптоми на каштицата, на секретот, дали може би се појавуваат некои дополнителни нови симптоми на болест. Каква е општата состојба на децата? Децата релативно температурата ја поднесуваат добро. Сите родители знаат, може да има и 38,5 и оно да игра, да јаде, да трча. Кога ќе качи 39,5, може би малце ќе биде поспано, ќе сака да легне, меѓутоа повторно кога ќе падне температурата е расположено. Тоа се тие параметри кои што треба да ги родителите обсервираат, да ги наблюдуваат и да им бидат аларм дали треба да реагираат, да одат на доктор, да алармираат дека може би нешто станува посериозно. Значи температурата е нормален имунолошки одговор на телото? Пријател на детето е или не? Пријател во борбата со инфекциите на некој начин. Така. Затоа и велиме ние велиме за температура над 38,5 да се даде антипиретик. Значи таа некоја температура 38,5 е температура на која што побрзо се активираат и лимфоцитите и леукоцитите и таа одбрана на организмот побрзо се создава. Значи да не инсистираме да нема температура детето, напротив, да го поиме со течности, да не мора, ако сака да јаде, ако не сака, важно е течности да внесува и да ја следиме состојбата, општата состојба на детето. А дали во тие моменти, кога детето е болно, би можеле да му дадеме некој сируп за подобрување на имунитетот, за неговиот имунолошки систем, полесно да се избори со микроорганизмот, што го нападна? Генерално на пазарот има многу такви препарати кои што имаат имуномодулаторно дејство. Ќе објасниме што значи тоа имуномодулаторно дејство. Исто што е имуностимулаторно? Различно е. Различно е. Различно е.
Меѓутоа, генерално, не значи дека на секоја инфекција треба да се дава. Значи, оние деца кои што навистина патат од чести инфекции, повторувачки инфекции, кои што се, ова што велиме, ќе прележи една инфекција, па после недела дена повторно нова инфекција, значи ако се тие зачестени, тогаш можат овие имуномодулатори да поддржат малце имунолошки да се справи полесно со овие инфекции. Но не значи на секоја инфекција нема потреба давање. Генерално, она што ставот на нас, имунолозите и на педиатрите, во првите 3 години дека созрeva имунолошкиот систем, што помалце да го надворешно да делуваме на тоа созревање. Значи, природата си направила своји механизми како да созрее и не колку може помалце да ние од надвор делуваме со овие препарати. Велиме имуномодулаторни средства. Имуностимулаторни средства се тие кои што го стимулираат. Значи, состојби каде што имунолошкиот систем е навистина паднат, исцрпен, тогаш може да се дадат имуностимулаторни средства кои што ќе го зајакнат, ќе го потикнат имунолошкиот систем. Меѓутоа, генерално, ние во детска возраст користиме имуномодулаторни средства, затоа што тоа се средства, ние знаеме она што велиме, имунолошки е незрело детето. На некој начин се раѓа со една склоност кон поиќе кон алергиски реакции, со таа предоминација на имунолошкиот систем. И во текот на овие 3 години, 3-4, сака и некој дете и до 4 до 5 година може да трае тоа созревање, постепено се воспоставува една равнотежа помеѓу имунолошкиот систем кој е одговорен за алергии и имунолошкиот систем кој што е на некој начин во одбрана од инфекции. Имуномодулаторни средства на некој начин, ако е оваа равнотежа пореметена, поиќе, на некој начин се обидува да воспостави равнотежа, да го, ако е пренагласена оваа алергиска компонента, на некој начин да ја стиши, да ја смири, а од друга страна да го потикне созревањето на овој дел од имунолошкиот систем кој што штити од инфекции. И обратно, таму каде што од инфекциите преисцрпен организмот со премногу инфламација, премногу активација на тој дел од имунолошкиот систем, малце да го смири, да се воспостави една равнотежа. Тоа е улогата на имуномодулаторите. Воглавном, тие може да бидат и неспецифични, може да бидат и специфични. Сите делуваат, она што велиме, и на неспецифичниот имунолошки систем, на неутрофилите, на макрофаги, на онаа прва одбрана на организмот од инфекции. Меѓутоа, има некои кои што се поспецифични, да речеме, и на специфичниот, на создавањето на антителата, на заштитата, на клеточниот имунитет, посебно за вирусните инфекции. Побитен е клеточниот имунитет, тие клетки да малце ги потикне, за да може полесно и побрзо да се справува со вирусните инфекции и да побрзо се на некој начин да го заштити организмот. Професорке, што се тоа бета-глукани? Дали се тие имуностимулатори или имуномодулатори? Бидејќи тие најчесто ми се чини дека наоѓаат примена во детска возраст за зајакнување на имунитетот. Да, како имуномодулатори има различни препарати. Една од групата на препарати што се користат, тоа се бета-глукарите. Им се припишува супер моќи. Супер, нема чудотворен лек. Генерално мора да кажеме дека за сите овие, значи ова се голем број на студии, се предмет на истражување, меѓутоа нема се уште цврсти докази дека навистина треба да се даваат, да влезат во препораките, во оние протоколи што ние ги користиме, но се остава на проценка на докторот, дали да го и кај кои пациенти да го. Воглавном се безбедни, значи од тој аспект се безбедни нивното давање, но пак ќе речам, не треба да ги злоупотребуваме во однос на должината, во однос на давањето. Значи, ја не би се осудила да дадам превентивно.
Да, деца Кај кои што здраво се дете, често... за да не се разболи. Да. Значи, нормално е, сакаме да се разболуваат, она што рековме. Тренинг на Тренинг имунитетот. на имуниот систем. Меѓутоа, да, кај деца кои што често патат од инфекции, кои што се разболуваат, еве, сите родители знаат, поминале низ тоа, секој дете кога ќе трне во градинка има период на адаптација од 2-3 месеци. И ако таа адаптација релативно добро ја поминуваат, не се сериозни инфекциите, нема потреба. Ќе се избори самиот организам за тоа. Меѓутоа, има деца кои што прават посериозни, потешки инфекции, често пати има потреби од хоспитализација, од употреба на антибиотици. Ние ги користиме имуномодулаторите на некој начин да ги заштитиме децата од прекомерна употреба на антибиотици. Значи, и тоа ни е целта. Да не бидат ностоп болни и секое пиење на антибиотик дополнително го ослабнува организмот, имунолошки, не му дозволува да се справува со инфекциите. Зошто тоа се случува? Антибиотиците... Бидејќи родителите понекогаш инсистираат, па и педиатрите ги припишуваат, еве, ако подолго време трае инфекцијата. Значи, антибиотикот делува само доколку има бактериска инфекција. Делува на бактерија, не делува на вирус. Но велат некогаш да не се спушти на бели бродови. Превентивно, апсолутно, тоа во сите книги, протоколи е влезено, превентивно давање на антибиотик нема. Поголема е штетата. Не може да спречи? Поголема е штетата отколку користа. Нема да спречи. Напротив, може и да ја олесни настанувањето на компликација, на бактериската компликација. Злоупотребата на антибиотици доведува до развој на резистенција на бактериите. Ние ова го искусивме сега со ковидот, видовме злоупотребата на антибиотици, ние сега ја гледаме со пораст на резистенција на бактериите на антибиотици. И доаѓаме во ситуација да препишеме антибиотик и да тој таму кај што треба да дадеме да нема ефект на инфекцијата. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е бактериите ги уништуваат оние, антибиотиците ги уништуваат оние добри бактерии кои што ги имаме и во носот, и во грлото, и во цревата. И во такви услови многу полесно може бактеријата, патогената бактерија, да навлезе во организмот и да предизвика болест. Тие бактерии на некој начин се надпреваруваат, добрите бактерии се надпреваруваат со лошите бактерии и се борат и не им дозволуваат да се размножат, да навлезат во организмот. Значи, корисни се тие добри бактерии што ги имаме и во носот. Не сакаме ние, ако не ке има во носот бриз стафилокок или пневмококна бактерија во нос ќе се најде. Или пневмокок. И не мора. Секој дете кој иде во градинка, поголемите деца ја имаат пневмококот. Да не се преземе ништо. Меѓутоа немаат симптоми на болест. Ако добие симптом на болест, тогаш лечиме болест. Така. Меѓутоа има право и дете кое што има присот нос стрептококус пневмонија, да речеме, а има вирусна инфекција. Не значи дека таа бактерија му прави проблем. Вирусот е. И без антибиотик ќе помине. Така. Значи, не сакаме стерилни брисеви да имаме. Ги сакаме тие добри бактерии во мала количина и тие не штитат од патогените бактерии. Да проговориме уште малку за бета-глуканите, за бета-глуканите, во друг правец, но неизбежно беше. Да. Кога се даваат, колку време смеат да се примаат? Кај оние кои што е неопходно, веќе споменавте која група на деца би можеле да ги примаат. Значи има различни препарати во комбинации со витамини, со колострум, и самостојно ги има. Тие може да се даваат и од 3 до 6 месеци. Да се даваат бебиња може да се даваат? Не. Значи, пак ќе речам, бебињата не се разболуваат. Ако бебето во тек на прва година на вистина се разболува, тогаш тоа треба да се проследи, да се види да не има во позадина некое друго сериозно заболување. Може да се алергиските заболувања кај поголемите. Може да се алергиските заболувања. Не мора да значи дека секој дете што кашла и што има мрсулав нос и што има обструкции, дека се инфекции, се вирози. Може би е алергијата во позадината. Може би е некое друго заболување, може би е некој рефлукс. Прематурните деца знаеме дека имаат склоност кон почести разболувања. Други хронични заболувања исто така се посклони кон
респираторни инфекции. Значи, првата година и пол, дете кое што се разболува, би требало да се проследи, да се исклучат овие или можеби, она што реков, некои од тие сериозни вродени имунолошки пореметувања. Од која возраст препорачувате еве доколку има неопходност да се земе? После година и пол, две, би требало, пак ќе речам, деца кои што се врзуваат овие респираторни чести инфекции со тргнување во градинка или кај школски деца со тргнување во школо. Себе сега гледаме од септември, летото се здрави, меѓутоа како ќе тргнат една вируза, друга, трета, значи може да им помогнат на овие деца, затоа што бета-глуканите уствари имаат едно имуномодулаторно дејство, она што велиме и кај алергии. Значи има студии кои што потврдуваат дека и кај алергиските заболувања, давањето на бета-глуканите на некој начин ги ја смируваат алергијата и поретко се разболуваат тие деца од вирози и од настинки. А и кај овие кои што немаат алергии, исто така покажуваат дека се намалува бројот на инфекциите и текот на инфекцијата побрзо поминува. Дури има препораки во акутна инфекција да се даде можеби и малце поголема доза, неколку дена, затоа што она што рековме го активира неспецифичниот имунитет и побрзо да се справи организмот со инфекцијата. Професорке, но во некои сирупи за екнување на имунитетот, бета-глуканите се заменети со некои други средства. Зборуваме за производи наменети за деца. Од каде пак сега ова? Има различни, значи она што реков, има најразлични препарати. Бета-глуканите се една група, она што реков, тие се во комбинација со витамини, со колострумот доста често го користат, она што реков, мајчиното млеко, колострумот содржи исто така голем број на заштитни фактори, може да се чисти. Има ова е поле на истражување огромно и фармацевските куќи бараат чудотворен лек, што викам, различни комбинации. Има различни препарати. Бета-глуканите она се една група на имуномодулатори. Има исто голема група на имуномодулатори, тоа се ние што велиме лизати од бактерии, најчестите бактерии кои што предизвикуваат. И тие има бенефит да се користат и да се даваат кај деца кои што патат од чести бактериски инфекции. Бета-глуканите може и вирусни и бактериски инфекции, поиќе неспецифично делуваат, да речам, имуномодулаторно. Овие кои што се на база на лизати на бактерии делуваат поспецифично во поглед на заштита од тие најчести предизвикувачи на бактериски инфекции. Така да деца кои што често патат од хемофилус и воспаление на уши, на синуси, на па и долни респираторни инфекции, каде што се докажува дека сепак е бактериската инфекција таа што предизвикува болест, тука помагаат тие. И кај хроничните болни пациенти доста често се даваат овие препарати кои што се на база анализати на бактерии. Трета група неспецифични исто веројатно ехинацејата, тие сега сакав да проговориме тие на природна основа што се смеат деца да примат ехинацеја? Пак ќе речем кај поголемите деца. Кај поголемите деца. Не би експериментирала пак она што велам. Сепак имунолог, педијатар треба да процени кај во овој период дека созрева имунолошкиот систем давањето на овие препарати. На која возраст на 4-5 школски деца. Школски деца, кај нив да. Може прополис да се дава во поголема може да се дава концентрација. Прополисот е наш производ, значи ние го имаме медот, прополисот во наша. Прополисот е имуномодулатор или стимулатор. Неспецифичен би рекол. Не се имуномодулатори. Нема докази. Има мали студии кои што потврдуваат ефекти позитивни, има други студии кои што не потврдуваат никаков ефект. Не може да му наштети на организмот, а може да има бенефит во поглед на проречување на инфекциите. Пак ќе повторам.
здрава, правилна исхрана. На некој начин се внесуваат сите потребни и цинкот, кој што исто така го спомнуваат во студии, и витаминот С, и прополисот, и други работи преку една разноврсна исхрана. Сето тоа може на треба на природен начин да си го внесе. Да ги поканиме гледачите, сигурно ќе имаат прашања на денешната тема 02-3076-677. Почитувани од овој момент можете да се вклучите во програма. Сите ваши дилеми на оваа тема ќе ги разјасни денешната гостинка, професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од катедрата за семена медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, да продолжиме понатаму, јас би се задржала малку на пробиотиците, бидејќи ги споменавте бактериите кои што се исклучително важни во имунолошкиот одговор и кај децата и кај возрастните. Советувате ли да се даваат пробиотици во форма на капсули или капки, бидејќи има на пазарот најразлични пробиотски култури? Кои влијаат на стомакот, на цревата, односно на столицата, а кои се тие кои што пак ќе овозможат подобар имунитет? Повторно и тука мора да кажеме дека нема цврсти докази за одредени. Значи има најразлични студии, некои студии потврдуваат корист од давање на одредени соеви на посебно на лактобацилите, на лактобацилус реутери за респираторни инфекции, меѓутоа има студии кои што не го потврдуваат тоа. Така да затоа нема цврст доказ дека навистина треба да го препорачуваме. Има одредени бактерии кои што особено од лактобацилите и бифидобактериите, кај овие деца кои што имаат алергиска конституција, атописка конституција, која што делуваат она што велам во балансот, во воспоставување на тоа созревање и во заштита од намалување на алергиските заболувања и намалување понатаму во животот, на некој начин да се редуцираат одредени алергиски заболувања. Пак ќе речам, консултација со доктор. Може да помогнат во одредени ситуации. Механизмите им се преку цревната флора, пред се балансирање на цревната флора, меѓутоа тие и директно делуваат на оној имунолошки систем кој што ние го имаме, неспецифичен имунолошки систем во цревата. И преку него фактички го делуваат на созревањето на тие клетки кои што понатаму низ целиот организам, ќе речеме сега пробиотик ќе пиеме, а ќе ги заштитиме белите дробови. Меѓутоа преку активација на овој мукозен имунолошки систем во цревата се делува на имунолошкиот систем на целиот организам и на созревањето, на стимулацијата, на оној специфичен IgA кој што е антитело кој што ги штити слузниците, значи респираторни, уринарен тракт, цревни. Така да, иако вака делува дека е тоа нешто што го взимаме преку уста, меѓутоа делува на целиот имунолошки систем на организмот. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Да започнеме со прашањето на првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, две прашања имам да поставам. Се работи за бебе од една недела. Дали намешана исхрана е, дали смее да се употреби само ова кравја, нели, вештачка исхрана, или може и козија вештачка исхрана? Зборувате за адаптирано млеко? Една недела старо? Да, адаптирано млеко за бебе. Добро, дали да биде Имаме две понуди, едната е од козјо млеко, другото е добро од кравјо млеко. Помислив да не прашувате за најобично млеко. Колку е старо детето? Една недела рековте, бебето е старо. Една недела е така. бебе. А кој е второто прашање? Прашање е се работи за дете од 13,5 години. Така. Количеството на витамин С и витамин Д во кои дози се советува да се приема. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Професорки, следниот гледаш да го слушнеме, па ќе ги одговорите прашањата едно по друго. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката. Имам 4-годишно детенце. Така? Овие 3 месеци често се разболуваше и многу често спушташе на плуќе. И испадна докторката да испитаме IgE, многу високи вредности на IgE.
испадна дека е алергичен на многу. На многу, мувла? скоро на се. На млеко, на портокал, на смесо, тие, јаболко, круша, праска, од зеленчук исто се. Сега сме со терапија со пулмикорд 6 месеци и сируп аериус и алвокас за заштита на белите дробови. Добро. Да. Добро. Да, и Во ред сакате- сакате консултација во однос на ова што се случува. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професорке, да започнеме со првото прашање. Една недела бебе, кое млеко е подобро? Првото прашање во поглед на една недела бебе. Значи, прво би рекла да не се откажуваат од доењето. Може допрва да надојде мајчиното млеко, значи во секој случај да се обидуваат да се обиде мајката прво да го стави на града, па после да пристапи кон додавање на Има и советници формула. за доење, Да. еден совет од моја страна, може да ги најдат на социјалните Да. мрежи и да им дадат конкретни препораки како да успешно се воспостави лактацијата. Значи, не би се откажала од доењето. Токму она што го кажав, која е улогата на мајчиното млеко и во создравањето на имунолошкиот систем и во одбраната од инфекции. Како дохрана обично се користат адаптирани млечни формули кои што се на база на кравско млеко. И има специјални кои што се во зависност од возраста, значи со оглед дека ова новородено, тоа е она број 1, било која млечна формула, меѓутоа би одела со адаптирано кравско млеко. Така. За првите 4 месеци, кој што е најслично во однос на составот на мајчиното млеко и не го оптеретува организмот. Второто беше 13 прашање, Во 13 однос на годишно 13 годишното витамин С, дете за витамин витамин Д и витамин С, генерално витаминот Д во зимските месеци треба сите деца да го примаат како заштита, посебно што 13 години е период на пубертет, на растење на децата и на вистина потребите на витамин Д се важни. Во зимските месеци треба да се внесуваат од 800 до 1000 единици витамин Д. Преку лето сепак децата се надвор, сонцето, на некој начин нема потреба, меѓутоа сега, еве да речеме сега од октомври до април негде, би препорачала да користат 1000 единици витамин Д. А Во во однос однос на на витамин С? витаминот С, најдобро е преку овошје зеленчук. Нема потреба дополнително да се внесува. Ние го препорачуваме обично при вирусни инфекции, во акутна инфекција, ако се рецидивантни инфекции, затоа што сепак она што велиме дека кога се настинати децата, послабо јадат, послабо пијат, може да им се собере еден период, може да помогне витамин С во на некој начин и полесно пребродување на инфекцијата. Нема потреба од дополнителни некои количини на витамин С. Во однос на втората слушателка, она што го кажав, значи, кога детето има чести разболувања, инфекции, ние, родителите често пати мислат дека се тоа настинки и вирози, меѓутоа може во позадина да е алергија. И ако е алергија, треба алергијата да се лекува, како што е случај со ова пациентче, каде што прима специфична терапија за алергија и веројатно со самото тоа и настинките, инфекциите и обструкциите се намалуваат, се ставаат под контрола и не се разболува толку често. Значи не е секогаш имуномодулаторот тој што треба да го ќе даде решение. Но во ваков случај може имуномодулаторот не би постигнал ништо. Значи, основно е она што реков. Прво да се види што е упозадина, а која е алергијата, треба да се даде терапија, да се лекува алергијата и на тој начин ќе се проречат и разболувањата на детето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Ако може да прашам, се работи за ќерка ми 4 години, има чести гнојни ангини, големи крајници. Па зимавме некој сируп од странство со јод и со бета-глукан. Дали препорачува докторката или нешто што може да го зајакне имунитетот без да се вадат крајниците? Да немате никакво прашање, професорке? Не, во ред. Ви благодарам за вклучувањето.
големи крајници. Често пати тоа може да биде и конституција, конституционално и обично кога ќе потпрашаме ќе видиме дека и некои од родителите како деца пателе од крајници, често пати имаат вадени крајници родителите или други деца ако имаат поголеми, дека значи тоа е да речем конституција која што некои деца едноставно така реагираат со поголемо создавање на тоа лимфно ткиво. Крајниците се лимфни органи, се дел од имунолошкиот систем, имаат своја улога во одбраната во созревањето на имунитетот, меѓутоа имаат и улога во одбрана на организмот од инфекции. Тоа е она што викаме првата брана. Сите бактерии и инфекции на некој начин тука се залепуваат, не дозволуваат да отидат лесно во белите дробови. Големи крајници, повторно ќе речам, можеби во позадина може да се честите инфекции причина за големи крајници. Едноставно, на секоја инфекција крајникот расте. Често пати знаат да се угнезнат бактериите внатре и да самото лимфно ткиво да расте под стимулација на тие бактерии. Може и алергијата да биде причина како еден стимул за растење на тонзилите. Така да во секој случај има правила, ние во принцип велиме до 4 години да не се вадат крајници. Различни ставови имаат оториноларинголозите и имунолозите во однос на Па ја мислам дека и они го полека често пати има соработка со нас, ги праќаат децата пред да вадат крајници со консултација, има исклучителни ситуации кога мора да се извади и кај помало дете. Поентата е затоа што крајниците растат, обично до 7 година растат. И после тоа полека атрофираат. Значи, ако не му смета, ако детето не се разболува често. Значи, има повеќе од 7 инфекции, гнојни ангини годишно, е еден од критериумите за вадење на крајници. Меѓутоа, една апсолутна индикација е ако му сметаат за не може да спие. Едноставно престанува да диша детето во текот на ноќта, апнеи. Значи тоа е една апсолутна независно од возраста. Треба да се извадат. Има деца кои што имаат големи крајници, кои што не се разболуваат и со тек на времето, она што велиме после 7-8 година, ќе атрофираат, нема потреба, значи не значи дека секој, но со оглед дека овдека има чести гнојни ангини, треба да се направи една консултација со имунолог за да евентуално ретки состојби кои што идат со гнојни ангини да се исклучат, доколку има индикација за вадење на крајници, може би и треба. Тука имуномодулаторите нема многу да помогнат во однос на затоа што тоа е локален проблем на крајниците. Не имунолошкиот систем на тоа дете е добро, функционира добро. Меѓутоа е локално, дали се самите крајници понеквалитетни, дали се хронично оштетени, дали алергијата, дали е нешто друго, значи во тој правец треба да се размислува. Значи да заклучиме на крајот на денешната емисија, имуномодулатори во детска возраст само кога се неопходни. Да. Кај здрави деца превентивно не. Не. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за појаснување на оваа апсолутно актуелна тема во овој период од годината. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете убав ден.